Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево да се вселиш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе, што и во овој ден ме исполнуваш со Твојата љубов, што ми даваш мир, трпение, сила, што ме водиш по тесната патека на животот. Биди и денеска со мене, со овие слова и за навек. Ти зборуве низ мене, нека секое слово, секој збор биде живо Исусово слово, исполнето со љубов. Двоостар меч, која разделува верата од неверата, љубовта од омразата, темнината од светлината. Исусовиот Син Божиот, Синот човечки. Те сакам, Господи Исусе Христе, и денеска го повикувам Твоето име, за да ме водиш, учиш да живееш во моето срце. Ке зборуваме за две теми кои се слезени под духот. За Таткото небесен и деца на земјата. Што значи да се биде христијанин? Да го живееш животот на Исус. Не доаѓаш во театар и во кино на средбите, да извршуваш обред или да слушаш само. Зошто е битно да го слушаш Словото во дух. Човек не се храни само од леб. Не се храни. Ако немаш духовна храна, ти си духовно мртов и не можеш ништо да разбереш. И по ништо не се разликуваш од животните. Марко 9:37. Кој прима едно од ваквите деца? Каквите деца? Во мое име. Во име Исусово треба да живееш. Во име Исусово да примаш деца. Ме прима мене, а кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој што ме пратил. Видете, Исус е пратен од Отецот. Ти треба да си пратен од Исус. Жената, верникот на црквата, треба да е пратен од мажот. И тоа е телото Христово. Дете е се уште неутврден верник, не пораснат. Деца и небесен татко. Треба се уште да внимаваш, да се грижиш за него. И ние го имаме тоа мерило, како би се рекло. Кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави, ќе вика татко. Дали вие викате татко или само Господи, Господи, не сите што велат Господи ќе бидат примени во Царството Божјо. Треба се уште да внимаваш, да се грижиш за него. Односот кој е нужен е деца на земјата и татко на небесата. Марко 10:46-52. Деца на земјата. Зошто мојот татко е на небесата, јас сум на земјата. Па сатаната е паднат на земјата. Има малку време и ти си на земјата. И на земјата има две суштествувања, синови сатански и синови Божии. Па ти размисли сега зошто си на земјата, зашто имаш малку време да си го познаеш времето, да повикаш кон Исуса Христот, горе што во твоето срце и ти се случува некој сценарио, некоја состојба, некој пораз, да се сетиш дека си немоќен, дека не можеш самиот. Исус излегува од Ерихон, Тимеевиот син Вартимеј, слеп, седи покрај патот и проси. Тоа е секој еден верник. Слеп седиш покрај патот и просиш. Видите што е целата суштина. Што се разликува од другите, кога слушна дека доаѓа Исус, почна да вика. Дали ти си почнал да викаш?
Ili si molčiš tamo vo sebe, si dremeš. Isuse, sine Davidov, smiluvaj mi se. Znači, ne sopre da vika. Isuse, sine Davidov, smiluvaj mi se. Mu vela da zamolkne. Sine Davidov, smiluvaj mi se. Ne prestanuva da vika. Isus zastana. Reče da go viknat, go povika. Ne plaši se, станite, вика. Но повикот е секогаш отворен. Исус вели, дојдете при мене сите. Тој е тој повик. Зборува низ мене татко, татко. Тој е тој повик. Исус те вика, дојдете при мене сите, изморени и обременети, и јас, односно Исус, ке ви успокојам. Слепиот ја фрли својата облека. Пазете го овој момент. Старата облека ја фрли. Дали ја фрлаш ти старата облека? Стана. Не остана во калта. Стана и дојде кај Исус. Тоа е мало духовно придвижување. Иако ти наликува на физичко придвижување, да дојдеш кај Исус. Што сакаш да сторам за тебе? Слепиот му рече, Исус го прашува, што сакаш да сторам за тебе, за секој еден од нас, да прогледам учителе, свесен е дека тој е учител, значи ученик и учител, да прогледа духовно или телесно. Исус му рече, оди си, ние сте духовно слеп и велиш дека гледаш, ако гревот ти останува, така е пишано. Без Исус не гледаш ништо. Оди си, верата твоја те спаси. И прогледа и тргна по Исус патем. И крајното, твојата вера те исцели. Друг препев вели Гидеони, Исусе, сине Давидов, покажи милост спрема мене. Исус вели милост сакам, а не жртви. Милост, милост, милост. Дали имаш милост? Кој нема милост и за него во судот ке нема милост? Пишано е. И крајното, твојата вера те исцели. Верата спасува, исцелува. Затоа, например, кај лутераниве, кај николаитите, да не речам, тие велат само верата, но верата без дела е мртва. Недостасува таа нитка. Верата спасува и исцелува во Исус. Нема сомнеш, нема колебање, нема несигурност. Сигурен си дека Исус тој е исцелител, учител, судија. Тој ги дава овие слова. Не зборувам јас од себе. Тие слегуваат од духот. Вчера слезе една песна нова. Цар над царевите, господар над господарите, затоа ви велам се што ќе побарате во молитва. Пазите го овој стих. Верувајте, вера повторно, дека ќе го добиете. Етеа верата. И ќе ви биде Марко 11:24. Од друг препев се вели, се што ќе побарате преку молитвата ќе добиете ако имате вера. Каде да ја најдеме таа вера? Имаме една вера во нашата заедница, да и намножи Господ Исус Христос се. Добро се држи. Ако имаме вера, ако веруваме дека ќе биде, други стихови, и кога стоите на молитва, дали веруваш дека ќе биде? Тоа е битно прашање. Кога стоите на молитва, не седите, простувајте ако имате нешто против некого, па и Севишниот Отец кој е на небесата ќе ви ги прости вашите грешки. 11:25 Марко. Значи, ако имате, кога стоите на молитва, простувајте ако имате нешто против некого, та и вашиот Отец кој е на небесата ќе ви ги прости вашите грешки. Марко 11:25. Така Отецот и нам ни простува. Марко 14:32-42. Исус оди да се помоли, Гетсиманија, се оддалечи од учениците. Им вели да бидат будни, падна на земја и се молеше. Се молеше да го одмине
ова чаша, ако е можно, и велеше: Ава, Оче. Ете, тоа е молитва во духот. Татко, ќе викаш, татко, татко, се е можно за тебе. Отклони ја од мене оваа чаша, сепак не како што сакам јас, туку како ти. Марко 14:36 му се обраќа со татко. Татко мој, те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, пазете го тој момент, тоа покажува дека духовно му се обраќа со татко, моли, но ја прифаќа неговата волја, нека биде твојата волја. Учениците спијат за тоа време. Еден час не може да останат будни, како да останам буден во Исуса. Бидете будни и молете се да не паднете во искушение, зашто духот е жив, бодар, телото е слабо. 14:38 Марко. Видите, духот е важен. Духовниот однос, духовните постапки, духовното заедништво со Исус. Оди повторно да се моли, Исус пак ги наоѓа како спијат. И трет пат ги најде како спијат. 14:41 Марко. Во друг препев се вели: бдејте со мене, Аба, татко. Кога ќе дојде духот во тебе, нема да велиш веќе Господе, 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 туку ќе велиш: татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Во 47 стих еден ученик од друго Евангелие, Петар, вади нож и му го сече увото на слугата на првосвештеникот. Во 50 стих го оставија и сите се разбегаа. Бидејќи тие беа само представени, потопени беа во вода, баптизирани беа, крстени, но немаа дух и се разбегаа. Беа без дух. Го примија духот дури 50 дена. На 50-ница по воскресението на Исус. На Исус му велат на распрашување кај првосвештеникот: ти ли си Христос, синот на благословениот? Марко 14:62. Друг препев вели: ти ли си Христос, синот, ти ли си Месијата, синот на преславниот Бог? Исус вели: да, јас сум. А што требаше да им каже, да ги лаже? Те сакам, Господи Исусе Христе. Иако наскоро ќе ме видите мене, синот човечки, како седам оддесно на семокниот и како доаѓам на небесните облаци. Марко 14:62. Пазете, зборува за свештеник. Нема разлика. Свештеникот ја раскина облеката своја. 14:63. Исуса го осудија на смрт. Дојде кај своите. Те сакам, Господи Исусе Христе, и своите не го примија. Плукаа на него, му го покриваа лицето, му се подсмеваа, го удираа и му велеа: кажи ни кој те удри да прорече. Му се поклонуваа за подсмев. Исус замина, плати за нас, за пак да се врати армакедонските слави, второто Христово пришествие. Кога ќе застанеш на суд и ќе те одговараш за делата на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Продолжуваме понатаму, значи дојдете, го фативме тој момент, повик, дојдете, ни вели Исус, при мене. Ке ве направам ловци. Опа, ајде, може. Сакаш ли да одиш на лов? На риболов. А тие беа рибари. И жетвата, ловот е голем, а работниците се малку. Ловците се малку. Лука 5:1-11. Јас се убедувам со заедницава да дојдат да сведочат за чудата што ги направил Исус. Можеш да ставиш мамец, како што ми вели еден сотрудник Даре, да фатиш риба.
Па твоето сведоштво, словото на твоето сведоштво, начинот на твојот живот, но треба да го ставиш на свекник да го видат сите. Генисаретското езеро, ловците се малку. 2 кораба немаат мамци, не ќе да сведочи. Штом не сведочиш, немаш дух. Кога ќе дојде духот, ќе звелиш постојано Исусе, Исусе, мене ќе ме прослави. Исус, 2 кораба покрај езеро. Рибари ги плават мрежите. Исус влезе во еден кораб, во една душа, во душата на Симон. Ето тоа е целата суштина, како тој да влезе. Симон па замоли да отплови малку од брегот и ги подучуваше. Заплови во длабочините и фрлете ги. Мораш да запловиш. Не можеш да си седиш на истото место. И фрлете ги мрежите свој залов. Лука 5.4. Симон му одговори: Учителе. Значи, тие знаат дека тој е учител, го прифатил за учител. Цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Цела ноќ, целиот твој живот. Но по твојот збор ќе ја фрлам мрежата. Значи, треба да ја фрлиш мрежата по неговиот збор, да го извршиш дејството по негов збор, по жив збор. Оживеам во твоето срце, да останеш во неговите слова и сокровиште да направат Исус и Отецот. 5.5 Лука. Уловија големо количество риба, што дури и мрежата се кинеше. Лука 5.6. Јас им велам на заедницава, ако дојдат 50 луѓе наеднаш, ќе можеме ли ние да ги примиме, да им обрнеме внимание? Дали вие работите за Царството Божјо или си работите за собствено добро, да ви биде добро во овој живот? Тоа е разликата. Друг препев Генисаретското езеро, луѓето се туркаат кон Исус за да ја слушнат Божјата порака 5.1 сакаат. Зошто треба да доаѓаш на Господовите вечери каде што се јаде живо слово, леп, небесна мана, духовен леп? Јас имам храна што вие не ја знаете. Те сакам, Господ Исусе Христе. Оти ако бегаш од тоа подучувањето, значи во твоето срце живее друга сила. Духот на овој свет, не сакаш да се промениш, не сакаш да слушаш, немаш храна. Да ја слушаат Божјата порака, се туркаат. Исус во бродчето на Симон го подучува народот преку Симон. Брод душа, Исус им покажува да ги фрлат мрежите во подлабоката вода. Значи мораш да исчекориш од тоа старото плитко во кое живееш ти. Потоа откако ги виде рибите, Петар Симон падна под нозете негови. Падна под нозете негови е однос. Друг препев на колена падна пред Исус и му рече: Оди си од мене, Господи, вели, не вели татко, зашто сум грешен човек. Лука 5.8. Призна, се покаја, го исповеда јавно гревот, се поклони, сите ги фати страв од многу фатените риби, а Исус му вели: не плаши се, мало стадо, не плаши се, од сега ќе одиш по луѓе, а не по риби. Лука 5.10. Друг препев: не плаши се, мало стадо, не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Ете, тоа е целата суштина. Дали ти ловиш луѓе, работиш за Царството Божјо, или си ловиш нешто, си маткаш во светот? Дали се плашиш од уловот? Дали ловиш заедно во заедништво со Исус Христос? Лука 5.11. Потоа се вели: оставија се и тргнаа по него. Ете, тука е клучниот момент. Оставија се. Што е тоа се? Се старото. Мораш да го оставиш тоа. Тоа те влече назад. Тоа се камења, товари натоварени врз тебе, кои те тегнат да потонеш, да се удавиш во длабокото. Оставија се и стана Исусови следбеници. Следбеник, го следиш во се. Дали остави се старо?
Da li si Isusov sledbenik, go slediš vo dela i postavki, vo zborovi, vo način na odnesuvanje, po vodstvo na duhot, vo dela i podstavki, ili si ribarče, ili si lovec na luge, ili si ribariš vo svetot, ili rabotiš za carstvoto Božjo. Ajde na ribarenje, Johan 27, 1.14. Na Tiberijadskoto more sme na odmor. Opa. Simon Petar odi da lovi riba. Го распна Исус, го погреба. По распнувањето на Исус со својата тајфа и ништо не уловија. Ете, тоа е целата суштина. Исус стои на брегот, тој е се присутен, не го познаваат. Пазете го, е фрапантен момент. На Филип му вели, уште ли не си ме познал? Ако ќе речеш некој познал, значи Адам ја позна жената, да си го возлюбил. Уште не го позна. Имате ли нешто за јадење, деца? Ова често им го поставувам на целата заедница. Деца, имате ли нешто за јадење? Им вели 27.5. Не му одговараат, немаме. Им порачува, фрлете ја мрежата од десната страна. Во силата на семокниот Бог. Дали пребиваш во Исусовата љубово заедништво? И фатија многу риби. Друг препев, деца, имате ли некоја риба? Им вели, немаме, му одговараат. Фрлете ја мрежата од десната страна на бродчето, на душата и ќе уловите. Од која страна ја фрлам мрежата? Од својата или од Исусовата? Дали вистински работам, му припаѓам, сум се предал на Исус, или си го терам својот живот, тоа значи својата волја, си ја следам змијата, својата волја, душата, тоа што сака, жената. Јадеш од дрвото на познанието, самите не фатија ништо, не можеш да фатиш ништо, со Исус се наполни мрежата. Наместо да ловат луѓе, тие ловат риби. Си маткаат во светот. Каин нешто си копа во бавчата. Еве јас копам косам треба тука. Дали сме ловци за Исусовото, за Царството Божјо, или си ловиме по светот? Потоа Исус им вели, дојдете да јадете. Ете, тоа е тој повик зашто доаѓате. Ако го не доаѓаш, например, не слушаш поуки, не доаѓаш, па после доаѓаш и држиш филозофија, ти си жена тогаш. Не ти е дозволено да зборуваш, телесен верник си. Немаш право да зборуваш ти. Ништо не разбираш. Штом бегаш од службите, прашај се сами од себе, кој пребива, кој живее, кој управува со моето срце. Дојдете да јадете. Леб и риба ставени на разгорен јаглен, 27.9.12 Лука. Никој од учениците не се осмели да го праша, дали на вистина си ти, Господе? Зашто знаеја дека тој е нивниот Господ. Друг препев вели, и никој не смееше да го праша, кој си ти? Замислете, апостолите не го познаваат. Ќе дојдеме до тој момент. Зошто гледаа дека е Господ? Дали ловам риби по светот? Дали сум ловец на луѓе? Дали го познавам Исус? Уште ли не си ме познал, Тихо, Филипе? Дали го љубам Исус? И го барам, жеднеам за Царството Божјо? Од која страна ја фрлам мрежата? Од мојата или од Исусовата? Те сакам, Господи Исусе Христе, научи ме да те познавам во своето срце. И ја позна Адам својата жена, Ева, и придоби 2 сина, Каин и Авел. Ти треба да го познаеш Исус. Уште ли не си ме познал, Филипе? Покажи ни го Отецот и достани е, му вели Филип. А Исус му вели, јас сум во Отецот
Отецот е во мене и во мене, дај Боже да биде и во тебе, па вистински да разбереш и да викаш: Татко мој небесен, Исусе, Исусе, да жеднееш за Царството Божјо, да работиш за Царството Божјо, да си го познаеш времето на милост, да повикаш горешто кон Исуса, да се поклониш на Исус, јавно да го исповедуваш Словото, да се покаеш за секој грев, никого да не осудуваш, да ја прифатиш Неговата волја и со срцето да си прав пред Него. Ако со срцето поверуваш, тогаш ти ќе се соединиш со Него. Тогаш и само тогаш мораш да му ги дадеш клучевите од твоето срце, власта во твојот живот. Он вистински, не е тоа поезија и приказ да ми раскажуваш стихови, духовна статистика, вистински да живее во моето срце, во твоето срце, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето тело и душа, во се што имам, во семејството, во заедницата, во македонскава земја која ја враќам во сопственост на Исуса Христа. Пред мене, зад мене, во мене, околу мене, низ мене, Исусе и само Исусе, за секогаш. Исус, деца, имате ли нешто за јадење? На секаде Исус. Дојдете и јадете во секого Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Јас имам храна, што вие не ја знаете. Мојата храна, Исусовата е, да ја исполнувам волјата на мојот возлюбен Татко, кој создал се. Те сакам, Татко мој, небесен. Исусе, за секогаш Исус, од земјата до небесата. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесен, во Исуса сум возлюбен. Ти го давам срцево, да се вселиш